Македонија го одбележува меѓународниот ден на Холокаустот и прогонот на македонските евреи во логорот Треблинка. Токму на овој ден од Бугарија стигнуваа најави дека и таа сака да биде дел од историјата на прогонот на евреите, ама историја за која знаат само тие. Светската историја не се брише и е кристално јасно дека Бугарија како дел од фашистичката коалиција не ги спасила евреите, туку помогнала да бидат депортирани. Сега, 80 години подоцна, и Бугарија сака да биде дел од историјата за прогонот на евреите, ама како спасител. Источниот сосед со над 50 настани вчера и денеска го одбележува спасувањето на 48.000 бугарски евреи од логорите на смртта, додека во исто време нивните дипломати кај нас не се појавија во битола да оддадат почит на македонските евреи, кои токму нивните власти ги депортирале. Во очи на годишнината стигнаа најави од потпредседателката на Бугарија Илијана Јотова дека ќе градат музеј за спасувањето на евреите. България имаме нужда од друг тип музеј. От музей, който да разказва за живота. Защото еврейските семейства от територията на България оцеляха. Оцеляха благодарение на българското общество, на български политици, на царската институция, на много общественици, поети, писатели, философи, обикновени хора. За това имаме нужда да разказваме. И не да разкажем само, защото ние сме единствената такава страна, защото това ще бъде място, освен за поклонение, и място, което е обърнато към бъдещето. Всеки, който влезе, трябва да познава тази история. Бугарската еврејска организација Шалом остро реагира. Бугарија да престане да ја искривува историјата на Холокаустот. Ова, велат, е навреда за нашите предци. Нема да застанеме рамнодушни на обидите во изминативе недели за промена на историјата на Холокаустот во Бугарија, бидејќи тешките антисемитски закони и државни мерки на бугарската влада од тога се представија како навидум прифатени, но непостоечки. Да не заборавиме дека ова се законите и прописите поради кои илјадници луѓе страдаа за време на Холокаустот. Ова е навреда и за сеќавањето на нашите предци и за заслугите на сите праведни бугари од овој период. Пораки за 80 годишнината стигна од македонските политичари. Премиерот Димитар Ковачевски порача да не се повтори никогаш ужасното зло од 11 март 1943, кога започнува депортацијата на македонските евреи во логорот на смртта во Треблинка, и дека не смее да се дозволи каков било облик на нетолеранција, антисемитизам и фашизам. Лидерот на опозицијата Христијан Мицкоски посочи дека овој ден значи системска елиминација на еврејското население и е најцрниот и најтажниот ден за македонската историја и Македонија и за стравотиите од ликвидирањето на македонските евреи од страна на фашистичкиот окупатор, кои на суров начин ги загубија своите животи. И за тоа има бројни докази и сведоштва за нивната голгота и траорни судбини. На 11 март 1943 година 7144 евреи тргнаа на последното патување во Треблинка, логорот на смртта.